Добар ден, започнува најновото издание на Фолк Естрада. Баш поради тоа останете заедно со нас, бидејќи ова емисија ќе чуете убави македонски песни. Најпрво започнуваме со музика, а потоа се враќаме тука. Makedon
Red mi je doma da si dojda. Braća, sestri, rodnini da vida. Pesna makedonska da zapea. Ono makedonsko da zaigra. Pesna makedonska da zapea. Ono makedonsko da zaigra. Momi makedonki pesna da zapea. Momci makedonci ono da igra. Momi makedonki pesna da zapea. Momci makedonci ono da igra. Sedna na večera, mlado pile pečeno. Sedna na večera, Magdeno mome mori, same se jade. Sedna na večera, Magdeno mome mori, same se jade. Te igidi Magde mori, altan moj, srce mi veli Magde, ja su tvoj. Te igidi Magde mori, altan moj, srce mi veli Magde, ja su tvoj. Zedom da pijam, rujno vino crveno. Zedom da pijam, Magdeno mome mori, same se pije. Zedom da pijam, Magdeno mome mori, same se pije. Te igidi Magde mori, altan moj, srce mi veli Magde, ja su tvoj. Te igidi Magde mori, altan moj, srce mi veli Magde, ja su tvoj. Legnav da spijam, šareno dajče. Legnav da spijam, Magdeno mome mori, same se smije. Legnav da spijam, Magdeno mome mori, same se smije. Te igidi Magde mori, altan moj, srce mi veli Magde, ja su tvoj. Te igidi Magde mori, altan moj, srce mi veli Magde, ja su tvoj. Вие самите видовте кои се денешните гости. Добре дојдовте, односно добре дојде Снежа и добре дојде Санде од Алегро. Добро најдовме. Супер сме. Одлично. Снежа, дали си ми опуштена овој пат? Средно. Средно ќе те опуштиме, односно ќе продолжиме со една дискусија малку подосна што ја започнавме пред да се упалат нашите камери. Дали ќе може? Може би така ќе те опуштам. Ќе може ли да ми кажеш, тоест еве јас ќе промовирам нешта, кај тебе има нова песна, односно песната се вика Верувам во љубов. Верувам во љубов. Кажи ми, која направи песната, чија е песната? Како што претходно најавив. Моментално промоција и многу ми е драго што така нас во емисија ќе промовираш оваа песна. Благодарам, фала, ја исто. И мојата радост е уште поголема. Па како што најавив и претходно, значи Дејан Момировски, музика и аранжман, текстот е на Бурченечовски. Значи позната екипа, убава песна, ритмична.
Се пронајдов во самата песна. Да, се пронајдов. Дали веруваш во љубов, Снежа? Секако, верувам. Најголемиот двигател во се во живот, во било кој сегмент. Значи, погодена ти е писната баш по твоја мерка. По моја мерка. Одлично. Санда, уште еднаш добри дојде. Извини, јас морав да почнам со дамата, нели според Бонтон. Извини малку што те тргнав настрана на почетокот. Ке се случува ли нешто ново во Алегро Бенд? И што се случува сега во вашата група? Во моментот, значи, веќе почна приватните веселби, сезоната почна. Работиме на тоа и кога ќе приврши сезоната, тогаш ќе планираме нови работи, што да правиме и како да правиме. Некако овој период за музичарите е збиен и нема ништо друго, нема време за друга работа, освен за приватните забави. Некако како да го чекаат овој период, нели? Се согласуваш со мене? Тоа да. Тоа сезоната. Имаш ли време за одмор оваа година? Па, ако најдеме луфта некој ден. Како викаат, од понеделник до четврток ние одиме на одмор. Така да. Меѓутоа, секогаш знаете да прошитате некога кога ќе завршат тие свадбени прослави. Обавезно. Тоа одиме на кафе, пиеме, разговараме колегите, се собираме повеќе бендови на едно место и тоа е вашиот одмор. Полемизираме, јасно да. Колку имате време да конкретно за вашиот бенд да одвои време за своето семејство, за пријателите или овој период малку настрана се трга? Секогаш се наоѓа време за семејството на прв план, нормално. Не знам колку знаат нашите гледачи, ви имате две керкички? Да, така? Две керки. Дали може би керкичките ќе ве насладат? Па не знам, на тоа времето ќе кажа. Не наметнуваме ништо така, значи ако се ходи некоја желба, ако има нешто, ќе го усетиме тоа. Премногу се малечки за сега да... Па големата ми е 10 години, а малечката ми е 3 години. Инаку во нашиот бенд има некоја женска дага, сите имаме керки. Навистина? Само Аце има машко. Георги има 2 керки, Жика има 2 керки, јас имам 2 керки. Само Ташко е соло, уште е соло. Тука некаде нешто. Тој ќе има? Тој ќе има. Уште не е женет, тој е ерген. Тој ќе има керки? Да. Можно. Сигурно. Како што оди работа, да. Сте тргнале, супер, да се живи и здрави, не е ни важно дали се момчиња или девојчиња. Снежа, многу си ми ослабена. На што се должи тоа? Дали е тоа здравата храна или пак некоја строга диета? Не, здрава исхрана. Здрава исхрана. Што најмногу, што секојдневно внесуваш во таа здрава исхрана? На прво место супа. Тоа е омиленото моје јадење, исхрана. Исто, салати. Многу салати, овошје. Значи, леп не конзумирам никако. Како? Леп не конзумирам. Значи, гледам исклучиво здраво, вода. Исклучиво вода, значи сокови може природно да биде само. Покрај Кока-колата што ме натера да ти ја купам пред да дојдам тука. По потреба, значи. Добра. Газирани сокови ги тргнеме настрана. Да, скроз. Супите често ги готвите дома? Ги готвам, да, не купечки, домашни, обично. Пилешки или од коска. Значи од телешка коска. Навистина приубаво ви годи здравата исхрана, бидејќи изгледате совршена. Па препорачливо сите така да се секоја емисија се подобри. Благодарам, исто и ти. И некако подмладена сте. Може од песнава. Ново. Пред да се упалат камерите, кога влеза во нашето студио, кога ве погледнав, мислев дека е некоја девојче, ама вистина мислев дека е некоја девојче, не нашминкана, со фармирчиња и викам, Снежа, ти си? Демек, да, баш така беше. Прекрасно изгледаш кога си кежуал стил. Кој стил повеќе ти прилега тебе искрено? Точно тој кежуалот, да. По-спортскиот стил, значи го... По-спортскиот? Да, го Колку најбувам. нашите професии јавните не дозволуваат да се облекуваме кежуал? Па добро сега, нормално дека изискува оваа наша работа професионалност, сепак. Но јас не сум класик. И никако, не знам, мислам дека никош нема да го прифатам тој стил, значи класичен. Секој ќе прибегнувам
може би некоја комбинација на casual и зависи од ситуацијата нормално. Зависи од ситуацијата. Да. И зависи си којаш од песната. Точно кај вас. да. Супер. Санда, бидејќи вие не знам колку се грижите за вашиот стайлинг, сигурно се грижат вашите сопруги пред да излезете на некој настап. И јасно, ние како група стално купуваме, да кажеме, горниот дел кошули, сите заеднички избираме. Тоа е изборот. И сопругите имат. Кошула и кошула. Кошула, панталончи, чевли, тоа. Тие ве средуваат, вие само имате обврска да се облечете и да тргнете на настап. Јасно. Што мислите, оваа професија за кого е по-тешка, а за кого е полесно? За момчињата или за девојчињата? Ајде, Санда, повели. За девојките сигурно. По-тешка, така? За нив мислам дека е потешко тоа што се повеќе зафатени со гардероба, да менуваат, не можат на повеќе настапи да бидат соедно исто, морат да менуваат шминка, стайлинзи, коси, фризури. Значи поголем терет, поголемо оптеретување, да. Панталони, кошула, шибаш. Кој е лисно да си момче. Колку мислиш, Санда, дека пеачките или сите оние кои што девојчиња, се извинувам, кои што се занимаваат со јавните професии, треба да остварат, да создадат некој свој стил и треба да се грижат за себе многу повеќе отколку во било која професија. Ти како момче, како машко размислување да чујам. Пример, ако сакаш добра кариера, вокалните солисти исто така мора да внимават на тоа. Да бидат препознатливи. Вие нон-стоп сте на штикли, ние сме на равни подпетици, а вие сте на 10-15 сантими. Ги знае и какви висини имаш. И тоа е жртва, шулјеви, таму, има разни случаи. Ово од сопругата го има чуено, сигурно. Па и од колешки, нормално. Сопругите поредко носат вакви високи штикли. Кажете ми, не те прашав, Снеже, летово исто е распоредот е наполнет со приватни забави? Има, да. Да, наполнет е. Време за одмор оваа година? Ќе пробам, ќе се потрудам да најдам. Затоа што е потребно. Дефинитивно е потребно. Навистина дека на секој му треба пари, нели? Но мора и одмор. Мора одмор малку да не фати сонцето. Одмор надвор од сезоната. Кога ќе заврши се, може да септември, октомври е топло. Да, како што кажа Снежи, поевтино. Ајде сега малку јас да чујам македонска народна песна да ме развесели кога почнавте да зборите одмори, виднаш ме да ме Ќе асоцира. Да, ме фати носталгија за море. Повелата. Bože, što mi stvari, уште срце да ми гори, да сонувам нейна лика, да сонувам Марика. Ника, убава Марика, ми остави само слика, ми избега мојата Марика, со два нови свршеника. Ника, убава Марика, ми остави само слика, ми избега мојата Марика, со два нови свршеника. Што те молев и на тебе што ти зборев, малку беа куки творој, моите песни, моите збор.
102 novi svršenika. Nika, 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 umala Marika, mi ostavi samo slika. Mi izbega moja ta Marika, 102 novi svršenika. Ništa srce moje te čeka, reću da sme zajedno do veka. Dojdi mi li raka, podaj mi i ne odisi. Ništa srce moje te čeka, reću da sme zajedno do veka. Dojdi mi li raka, podaj mi i ne odisi. Veruvaj, ja se nikoga ne ni pomislim, teka večno tjeme sjakaš, ti svoj pogled se mi kaža, su tvoj te oči ljubavi na solzeni. Te sakam jas, te sakam jas, umiram za tebe, veruvaj. Mangava tut, merava tuke, mangava tut. Ti je ciganski zborovi, neki zaboravam, te sakam, veruvaj, bez tebe ne možam. Čezneam, drug jas ne sakam, te sakam jas, te sakam jas, umiram za tebe, veruvaj mi. Mangava tut, merava tuke, mangava tut.
дали ќе може сега да продолжиме дискусијата која што ја започнавме пред да се уклучат нашите камери и Санди и ти беше дел од нашата расправија. За да разјасна малку на гледачите, имавме дискусија како може да се промовира македонска народна песна, односно македонската музика воопшто. Снежа се изјасни со тоа дека мора да бидат присутни во медиумите, дека мора многу повеќе емисии, како и сите музичари досега, за сите оние гледачи кои што редовно ја следат нашата емисија, го знаат договорот, меѓутоа јас сум таа која што вели дека и самите вие треба да ја наметнете музиката. Има вистина и во тоа, да. Меѓутоа малку ми искара. Ајде, сега што е кое е твоето вистинско мислење? На прво место мислам дека треба да биде, значи, испромовирана една песна многу добро. Дали е тоа само по медиумите, конкретно еве во телевизиските емисии, или пак Па да, треба да има повеќе промоција да се направи, да кое што еве конкретно повеќе ќе застапена да организираш? биде, значи, на телевизиските емисии, по радија, особено на телевизија, значи. Едноставно да биде наметнат, жаргонски кажано или разговорно. Потоа, нормално, наша вина е тоа дека ние не ги наметнуваме сами нашите песни по настапи, меѓутоа, значи, немаме поддршка. Затоа што една песна за да биде прифатена во живо, нели, на настап, треба пред тоа аудиториумот барем малку да ја има слушната. А иначе вака нема подкрепа. Добро, Ме разбирате? Самиот човек, се извинувам. Значи, јас као личност, например, нема да имам таква самодоверба. Да испееш својата песна? Не да ја испеам, туку па Да ја наметнеш? да ја наметнам, ете така. Добро, може да те прашам ништо, кога настапуваш на твоите настапи, колку често знаете да видите едни исти луѓе? Бидете искрено со мене. Многу често така се случува? Па добро, се случува. Дали мислите дека доколку ја испеете еднаш, два пати, 5 пати на настап од вашата песна, не мора во една вечер, туку секогаш кога одите на настап да ја испеете песната, тие нема да ја заслушаат, нема да им влезе во и наредна вечер да ви ја побараат истата песна? Океј, има некоја вистина во тоа, меѓутоа треба време да се акцептира песната, значи. Ама па баш така? Ми се случувало, значи, од колеги да наметнувам песни и имало успех. Тоа е вистина, да, ама пред тоа биле слушнати, значи. Пак ќе кажам, пак ќе напоменам. Значи, треба да биде испромовирана песната. Затоа што, еве, и кога се испромовирува песна, значи, не може у старт, треба време малку да влезе во увото на слушател. Ме разбирате? Има некои Значи, песни кои што веднаш стануваат хит, има некои песни кои што потосно стануваат хит. Тоа е точно. Тоа многу добро ве разбирам. Меѓутоа, зошто да не се пеат македонските песни? Зошто вие конкретно не пеете ваши песни? па, зависно и од публиката, например, и од подрачјето, да Не знаете кажам. дали ќе ја сакаат или нема да ја сакаат, затоа што Треба вие се проба, не добро, сте да. испеале песна. Точно, Ваша. да. Може и така да се каже, управо си. Јас победив. Нерешено. Не може, јас победив. Санда, Потполно си кое во е право, вашето мислење? песните, како и секаде, и медиумски да бидат покриени на еден начин и свирката каде што работиме, и тоа е медиум. Пред нас има публика, нормално е дека треба да ги презентираме. Па има некои периоди кога може една или две да се вметнат во репертуар. Не мора секој ден или да кажеме во свирка 2-3 пати, ама со текот на времето некој тоа ќе го прифати, како што рековте и вие. И мислам дека има плод. Алегро Бенд колку снимани песни има во ова долгогодишно работење? Па, Сигурно мислам, околу 30 на 40, сигурно. 30 имаме, мислам и повеќе од 30. Од тие 30 песни ниту еднашка, ниту една песна не сте испеале на свој настап? Пееме на настапи, домот го мирисам, немој мајко, не ме прашувај, соба за грев беше барана. Значи, има Тие секоја што сте песна си... така е. Тие што сте испеале еднаш или два пати претходно пред публика,
па повеќе пати. И била потоа прифатена? Прифатена и И веќе ја спромовирана бараат. добро, и веќе ја барат, ја знаат нормално. Ама и од телевизија, е конкретно за Соба за грев, многу убава песна. И Домот во мирисам исто така. Ама тоа Значи, ја имам слушам тоа на телевизија, пример, ето. Нека ечи дозори по свадби одат, значи има и наменски песни, има и песни вака за помлади. Ете, јас ви кажав неколку примери приеска. Има многу песни кои што се хит од соседството, кои што јас немам навика да пуштам нивна телевизија. И не ги знаев тие песни, не би сакала да ги спомнувам насловите. Јас кога сум излегувала и кога ми ја наметнале таа песна, јас следниот веќе пат кога одам во ресторан, јас знам таа песна. И јас ја подпевнувам. Меѓутоа јас не сум ја чула на телевизија, не сум видела спот, ниту сум слушала или на YouTube ја дискут сам да ја видам. Добро, но влија и реакцијата на публиката, пример, во моментот во Ама не знаеме дали од вашите песни каква реакција ќе има. Можно и тоа, да. Јас пред да го започнем овој проект, не верував дека ќе имаме успех. Меѓутоа, јас гарантирам дека во Македонија се слуша македонската песна, се почитува македонската музика и се повеќе имаме гледаност и повеќе едноставно имаме позитивни реакции за тоа како ја промовираме македонската песна. Затоа ќе ве замолам следниот настап ваша песна. Се свириме наши песни, тоа е нормално. Имаше исто една ситуација, една приватна забава, беше наша позната пејачка и ја замолив незина песна да пее. Така ми прави. Викам, зошто? Не ја знаат колегите за да ја исвират. Вина неистина. Наша вина воопшто. Точно така. Значи, покрај тоа што ние го наметнуваме постојано тоа, слушај македонска музика, како што Санда приеска рече, не го наметнува и тоа, секоја музика е убава. Мислам, музиката е широк поем, значи не треба да негираме било како. Музиката треба да се слуша, дали српско, босанско, грчко. Да кажеме, имаше периоди кога работевме, пред да биде спорот со името, секоја група си имаше како некоја катче репертоар и неколку грчки песни. Тоа не значи дека грчката музика не е убава или има народ што ја преферира и си ја сакат. Например, ја сакат како звук, како жарм, како... Не мора да значи дека ние имаме спор со името и сега музиката да не гираме. Точно, секоја музика, секој... Како се викаат оние во музика? Мелоси. Мелоси субави, меѓутоа никако да не ја тргаме настрана нашата македонска песна. Не смееме да заборавиме, значи не смееме да заборавиме што сме, кои сме. Но тоа што ни фали медиум, ни фали. Значи, као телевизија конкретно за музика. Само за музика. Јас не велам не, ми фали. Меѓутоа и... Мислам дека веќе секоја телевизија има... Не е доволно. Некоја програма за македонска музика, затоа од вас очекувам од вас малку повеќе да промовирате вашата песна. За сега ете да ја испромовираме. Ќе вас замолам на сцена и да пееме македонска. Може ли? Може. Повелете. Јас ќе оздраве, ама
Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. И ја да ме вјаске отрезне, поле да ме јаске оздраве. Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. Со него кога минуваш, глава си наверуваш. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отроен продолжувам. Добро вечер ти ми велиш и заминуваш, а јас отроен продолжувам. И ја да ме вјаске отрезне, поле да ме јаске оздраве. Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. И ја да ме вјаске отрезне, поле да ме јаске оздраве. Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. Коси побелеле, многу лета ратке по солзи легнува, не знам дали ке се разбудам. Многу лета ратке по солзи легнува, не знам дали ке се разбудам. И ја да ме вјаске отрезне, поле да ме јаске оздраве. Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. И ја да ме вјаске оздраве, поле да ме јаске оздраве. Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. Ама пусти ме рад ке по тебе никако да помине. Ah
za večera. Čujem god viš Jano mori za večera. S nošti mina pokraj vazi, tebe mole ne te najdu. Srce mi se rastreperi, počna v sozi darona. Srce mi se rastreperi, počna v sozi darona. Sečimo me rusi koci, pravi skala da se kača. Odigrava
si il Garkinja il Simone Makedonka što si toliko ubava il Simone Makedonka što si toliko Кажете ми, имате ли некои планови за после одморот, конкретни? Дали може би Алегро Бенд ќе прави некој проект, нешто со... Па ќе правиме нови песни. Мислиме дека доволно имаше снимања на стари македонски песни. Веќе сите се отснимени, треба нешто ново, авторско и да одиме во тај правец. Да ве прашам нешто, зашто секој од народните пејачи мора да има по некоја CD со препејани македонски стари песни? Па секој се пронаоѓа, значи македонската музика е многу убава, многу богата, имаме многу убав фолклор, така да секој си има старите македонски песни, се тие автентичните, значи што сите сакаме да ги слушаме и на секоја веселба одат тие песни. И секој сака да си отпее некоја стара народна песна, да кажем. Најголемата забава таму тргнува. Најголемото расположение, има да кажем. Има и нови песни, авторски, што се, да кажеме, на наши реномирани имиња, што веќе влегуваат како народни песни. Како народни, се обнародува. Така. Треба се потрудиме веќе да има некој нов правец, некој нов призвук, значи нови авторски песни, што ќе тежат, нема да се лесни. Што ќе останат. Што ќе останат. Тоа е малку тешко, ама се надеваме дека ќе направиме нешто убаво. Со труд и упорност може. Да. Јас мислам дека имаме доста квалитетни има квалитетни автори, текстописци, ете така, за да можат да направат нешто такво за да остане на нашите идни генерации. Да се приближиме малку и кон помладите. И тоа. Снежа, кажи ми, дали си размислувала за припојување на стари македонски песни? Да. И? Имам тоа во план. Па некаде ја од таму, од десента. Кои се твоите омилени македонски стари песни? Кои ти се на ум да ги препееш? Еве, например, не знам, Свадба македонска. Иако е обнародена, тоа ми е омилена, што и денес ја отпеав. Тоа ми е една од омилените песни. Или некој од типот на Кирјана, исто така. Значи се потрудам и некои кои што не се воопшто, значи кои што се заборавени, подзаборавени, да. Да може да воскреснат. Да воскреснат, е така. Многу ми се допаѓа Судба моја и не знам, некој од вас ете нека ја препее. Има, да, убава е. Има доста од Има уште многу песни што не се ископани. Што не се ископани, баш така. А се големо богатство. Така да. Па тука се докажува вокалот, значи. Дали мислите дека тие песни повеќе тежат, повеќе се захтевни? Така. Не знаев како да го захтевни имат некоја душа, што сега некоја нова песна да се направи, го нема тоа како што ги имат старите песни. Инаку нашиот народ македонскиот е познат по тоа дека е многу мачен, дека е многу трпел, и од сета таа тага излегле некои многу убави песни. И уште бачни, уште сме. Уште ќе тегламе и тегламе и така. Сега кога ќе седеме, животата борба, се раѓаме една песничка. Затоа се захтевни, пошто баш од таа неволја што ги снашло таа мака што и уште не можеме никако да искорениме таа грижа што имале тогаш. Грижен, секогаш ќе има грижи. Уште се жалиме за тоа. Добро, дали можеби нема никогаш да можеме да напишеме и да отпееме некоја таква убава тешка македонска песна? Покрај тоа што видивме дека нели има доста познати автори кои што можат нешто да направат, меѓутоа такво нешто тешко кое што
Кога се слуша, едноставно се ежи кожата. Па има една песна од Наум Петревски, нели, има ли песна? Во тој стил. Ете така, таа мислам дека ќе остане. И се обнародува веќе. Да, он каже, речи сите му се. Да, но тоа е точно така, но Миле тој тип, Кузмановски да. остави песна Много. која што мислам дека ќе остане во ризницата на оние Македонскиот наредни обнародени песни. Ќе дојде нешто ново со текот на времето и околностите. Мислам дека мора да излезе некој нов призвук што ќе остане. Се е печат на времето. Стилски се менат работите, па така сигурно и нешто ново ќе излезе. Сигурна сум во тоа. Дали можеби некоја турнеја е на повидок? Снежа? Ке мене од октомври. Од Уште сме октомври? Преговори, да, За за Австралија. Австралија, повторно Австралија. Колку време беше минатиот пат? 6 месеци? 4. 4 месеци. Значи сте оставиле таму добар впечаток, убав впечаток, те бараат и Ќе видиме. Значи во преговори сме. спремна сте за таму? Искрено за летање не баш. Ама Малку и за тоа поправивме муабе дека бил малце по тежок летот. 15 сати се во прашање. не, 21 сат. 21 Ама, сати да, заедно, интензивно, меѓутоа константно е 15 часа се Доста. во Добро, си- еден правец, Во еден правец. без застанување. Баш така. Алегро Бенд има некоја најава за турнеја? Турнеја немаме најава. Јули месец имаме приватна веселба во Германија, во Хам. Таму треба да се представиме и тоа е. Комбинираме. Семените веселби колку ви се реклама? Најголема реклама се. Најголема реклама. И тоа што го рекавте, дека на самиот настап треба сами да се промовираме и тука е цел ефект. Само треба паметно да избереме во кој момент и како. Така. Многу често се случува од една веселба да ве повикаат на друга веселба. Јасно, да. И медиумот игра улога и тоа. Супер, одлично. Драги мои, сега ќе ве замолам за уште малку музика да чуеме. Многу ми е драго што бевте дел од Фолк Естрада. Ние се гледаме повторно со нови работи. Снеже, сигурно сум дека ќе ви испраќам за Австралија многу скоро. Вие, драги мои, останете на Сител Тројка, слушате македонска музика и се гледаме повторно во 15 часот и 30 минути следната сабота. До тогаш, довидување. Тивка ноќе сите спија, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тихо свирам за да можеш да ме чуе само ти. Колку љубам ќе ти кажа моите звучни акорди. Тихо свирам за да можеш да ме чуе само ти. Колку љубам ќе ти кажа моите звучни акорди. Мила моја, нека светне пенџере. Јас ќе бидам среќе мила, само да си крај мене. Тивко свирам за да можеш да ме чуе само ти.
колку љубам ке ти кажа, моите звучни акорди. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа, моите звучни акорди. Ова моја серенада тебе ти ја дарува, мирен сон и добра ноќ, мила ти пожелува. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа, моите звучни акорди. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа, моите звучни акорди. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди.